Здраво на сите, добре дојдовте во втората епизода од третата сезона на првиот подкаст за ментално здравје на македонски јазик "Издиши се". Во минатата епизода зборувавме за поставување на лични граници, како и за тоа кога е вистинското време да се каже не, но и како да го зачуваме нашето ментално здравје во процесот на поставување граница. Во оваа епизода ќе позборуваме малку повеќе за менталното здравје и работната средина, односно како успешно да се заштитиме себе си од токсична работна атмосфера. Пред да го најавам мојот денешен гостин, би сакала да напоменам дека и од оваа сезона е активен кодот за попуст при закажување на разговор со било кој психолог, достапен на платформата разговор.мк. За да може да го искористите кодот со 15% попуст, ќе мора да ја симнете апликацијата Разговор.мк на вашите мобилни уреди и при резервацијата да го запишете кодот "Издиши се 15". Кодот го имате и во описот на оваа епизода. Мојот денешен гостин е Ивица Павлов, лиценциран психолог и когнитивно-бихевиорален советник за возрастни лица и родители. Ивица, здраво, добре дојдовте во новата сезона на "Издиши се", како сте? Здраво, убаво што повторно имаме можности да учествувам кај вас на вистина една прекрасна емисија и новата атмосфера е навистина многу поубава како претходната. Ви благодариме. Нова серија, нови успеси ви посакувам. Фала ви многу. На почеток би сакала да ве прашаме од каде најдовте мотивација да станете психолог? За да станам психолог не ми требаше многу мотивација. Соочувањето со изминатиот период тоа беше негде средна школа. Негде од кај втора година средно, можеби тоа поради што го промашив средното училиште, се запишав негде кај што остана празно место, за жал. Сакав да учам нешто друго, но немаше место. Не бев добар ученик, кој знае колку одличен, но ете од втора веќе средно, кажам ли се променил во тоа, со што си започнав со некои интересни книги, да читам кој што ме привлекува и ми го покажа мојот пат кај што нели понатака се градам и се уште и ден денес се градам во професија. Денешната тема на која што ќе зборуваме е нели работна средина, како да се зачува менталното здравје во работна средина. Па сакам да ве прашам, кога зборуваме за токсична работна средина, за тоа дали мора да има некакви првични знаци кои што ни покажуваат дека средината е токсична, па дали може да ни кажете кои се првите знаци кои покажуваат дека една работна средина е токсична? Работната средина е дел од општеството. Едно општество кога ќе го забележите со неговата предсе култура, предсе со стресовите кои што ги доживува, ние како единки сме дел од самото општество, самото нешто го пренесуваме на работа. По тие први знаци може да се види дали една околина е токсична или не. Кажано, кога ќе влезам во една фирма, веќе се чувствува, се доживува таа работна енергија помеѓу колегите кои што работат таму, работна енергија која што се шири низ просторот, тие погледи што ти ги испраќаат или не погледи кои што не те ни забележуваат, контактот првиот со кој што ќе го имаш во самата фирма, кој што е нели лицето на фирмата, кој што веднаш ти го прикажува какви се они како луѓе. Сето тоа се шири нели таа токсичност во самата атмосфера. Значи пред се културата, поставеност према луѓето, разбирање помеѓу луѓето, колку се луѓето ценети од страна на фирмата, како фирмата ги гледа, односно газдите кои што ја гледаат таа фирма, кои што се растат и развиваат заедно со кадарот, нивниот меѓучовечки однос, тоа се првите знаци. Кога ќе дојдеме до таков заклучок дека работната средина не е токсична, кој е првиот чекор што треба да го направиме? Во токсична средина, првиот чекор е дали сакаме да се запрашаме дали сакаме да бидеме дел од таа средина. Доколку денес се соочува за жал многу луѓе со притисоци, дали сакаат или не сакаат, понекогаш се приморани да останат во таква токсична околина, се борат може самите со себе си, ајде ќе се адаптирам, ајде ти треба период, ајде почекај уште малку, уште неколку месеци. Знаеш, нов си на работа. Како нов немој ти да очекуваш кој знае како ќе те прифатат и цвеќиња ќе ти даваат и така натака, дај си време на себе си, но тоа време веќе поминува у неколку месеци,
од тоа неколку месеци знаат луѓе да загубат и со години од таква токсична околина. И што е најлошо, самата токсична околина што и енергија примаат самите луѓе, веќе не се со насметките кои ќе влезат во самата фирма или работното место кој што би сакале они имале замисла дека ќе работат. Самото такво нешто токсично го пренесуваат и го рефлектираат во домашните околности, односно семејство, пријатели, кај што они сами веќе самите пријатели им кажуваат чека малце, што се случува со тебе? Кога сме веќе кај тоа, како едноставно да не си ја носиме негативната енергија и токсична работна атмосфера дома, па за да задржиме некаков добар однос со нашите пријатели, партнери? Така, за жал е тешко да се одржи сето тоа, зошто? Затоа што стресот што се доживува на работа, да речеме, или некој ќе напнеме тема и на мобинг, ќе напнеме тема и на измореност или бърнаут или така натака, во кое што сами по себе ние не секогаш можеме да излеземе од самата состојба во која што се наоѓаме, затоа што влегуваме у процес на една машинерија кај што ти трчаш, работиш, си по стрес. Нормално е да се стрес, да имаш ти стрес од околината, ти вика нормално е, ама издржи, можеш. И така ние пробуваме да издржуваме, да можеме да се доведеме до еден момент на веќе не можам ја, што се случува со мене. Тука се првите знаци на препознавање каде што ние, ако не сме дел самите со себе си, не сум свесен за себе си, може би треба да ја прашаме околината. Прашате ги другарките, другарите, пријателите, дечкото, партнерот, девојката. Они самите ви кажуваат нешто се случува со тебе. Тие се првите знаци, ако доколку ние не може да станеме свесни за нив, прашате околината. Кој е твоето однесување? Забележуваш дека веќе постапуваш малце побрзо во однос на претходно, по-жустро, кажано реагираш во однос на некои секојдневни банални ситуации. Како да се справиме со сето тоа е кревање на рачна. Односно вртење кон себе си, запрашување, чека малце, зголемување на самокритичноста. Кревам рачна и викам, чека малце, што се случува со мене? Сум под стрес. Од кај ми потекнува тој стрес? Дали од дома ми потекнува стресот? Чека да разглобам. Со партнерката, партнерот ми е добро. Со жената, со децата ми е добро? Добро ми е. Нешто ми не достига од дома? Не. Дома сум насмеан, радосен? Да. Се радувам кога доаѓам дома? Да. Што правам кога одам на работа? Ми се враќаат нозете. Не сакам наутро да станам. Кога идам на работа, се чувствувам неубаво. Емотивно сум затворен, се изолирам, не сакам многу да се дружам со пријателите, колегите, бидејќи тоа е многу интересно, ние сме едно семејство. Не, ние не сме семејство, на работа е работа, семејството е дома и те чека, кој што секогаш ќе биде со тебе, а на работа, како што и во претходната емисија кажав, лесно може да те заменат. Дома си, нели тој кој што треба да бидеш. Кревање на рачна, како што реков, станување свесен и самокритичност кон себе си, дали по секоја цена би сакал да останеш во таква една токсична атмосфера, во која што полека те тапка те доведува на едно ниво да ти веќе избунуваш, нервозен си, свет иде на живци, не сакаш да излегуваш, да шеташ, не си заинтересиран за ништо, нешто што полека наликува на една состојба патолошка. Така да, тие се некои симптоми кај што сами по себе ти викат, чекај, нешто се случува со тебе. Во тие моменти ја викам, чекај, супер, што се случува? Ајде да разговараме за тоа. Да, и во такви моменти кога нели се одлучуваме да дадеме отказ, да го напустиме нашето работно место, кога е најдобро да се пресече, кога ќе сватиме дека сме под стрес? Во кој момент треба да пресечеме и да кажеме толку е, јас си одам? Веднаш. Веднаш, штом го сваќаш тоа дека ти не си за таа една работна атмосфера, ако гледаш дека имаш негативен однос со колегите, колешките, шефот ти е на глава, постојано ти прави притисок, те притиска за некои таргети, дали ќе биде таргети, дали ќе биде одредени ствари што ти мораш да ги завршиш. Добре, работата е работа, но што е под тој другиот притисок што додека си на работа, си внесен во самата работа. Ти си цело време под притисокот, 8 сати, тоа трае да речеме месец, 2, 3, 4, идеш секоја вечер изморен, се враќаш од работа, скапан, кажано, нефункционален дома, тогаш е веќе време да размислам дали сакам да бидам
само за работа да живеам и да продолжам по тој трк на работа, Мгм. или мене не ми одговара како мој живот да биде. Мгм. Тогаш е наистина време подобро повлечи линија и кажи доста ми е, сакам да си одам од тука, не сте вие за мене, не сум ја за вас, јас сакам побаво работно место, сакам насмеани луѓе, сакам хепи луѓе, кога ќе отидам на работа да се поздрам едно поштовање, што е многу битно да имаме, нели како соработници, па све друго многу полесно да се гради. Значи, разбирање, сваќање, почитување, а, тоа е најбитно, ќе кажам, за едно работно место, па све друго може низ колегијалност, лав муавет, насмевка, све да решиме. Да. А кога зборуваме ете доколку некој сака да продолжи да работи нели во таква средина, кои се најдобрите начини да се справиме со токсични менаџери, колеги, лидери? Така, може би ќе може да се справиме на краток период, ама на долг рок кај што шефот ти вика мене никој не ме менува тука од оваа фирма, јас тргнав, јас оваа фирма ја формирав, ја оваа фирма ја работам 100 години и така натака, него никој не може да го тргне. Се прашање дали ти сакаш да се бориш против цела токсична околина или сакаш да смениш нов лист од животот и да си најдеш нова поубава атмосфера што ќе ти одговара. А какво долгорочно влијание има работата во токсична работна средина? Токсична работа. Ако ја работиме работата во која што си ја сакаме, околината ми одговара, не може да биде 100% супер прекрасна околина, сепак е тоа работа, тогаш ќе може да функционираме на долг рок. Ама во една токсична околина во која што ти а, функционираш на некој начин и после сето тоа се рефлектира врз тебе, имаш одредени за жал такви околности, после тоа појавуваат кај посебно кај машки или кај жени без разлика, нервоза, зголемен стрес, холестероли, шекери и така натака све да се рефлектира низ крвната слика, тогаш веќе на долг рок значи излези од таа просторија, излези од таа околина. Кренирачна, излези, справи се пред се со стресот. Ако стресот ја се обидам да го избалансирам, ја вратам мојата состојба во некој баланс во кој што можам да бидам функционален и дома кога ќе си отидам, а не да идам дома и слушам ме боли глава, ќе легнам да спијам. Не ме чекај денес, ти прави ручек, ти прави вечера, не ме интересира детето, ти носи го и така напред. Што добиваме? Директно рефлектирање од работа, дома, распад у семејство се случува, односно дискомуникација со членовите од семејството. Еден тип од справувањето може да биде сега зависно од состојбата во која што сме, да се справуваш, да се бориш, тоа ти е како сам да се бориш против една држава, една војска да се бориш, тоа е како дирање глава од зид. Подобре смени го зидот, најди некој полесно или врата најди најлесно да поминеш, најди си друга работа полесно отколку да се бориш против една гарда која што ете живее од таа токсична околина. Споменавме и мобинг. И сега ме интересира, еве на нашите гледачи да му објасниме што подразбира мобинг и што може да вклучи мобинг, што уствари мобинг. Мобингот е така широка област која што опфаќа не само најчесто кај нас се сваѓа како на физичко малтретирање, но мобингот е нешто што опфаќа менталниот, односно психичкото малтретирање. Мобингот како мобинг може да биде толков. И сега тука е прашање дали ти стануваш свесен дека нешто се случува со тебе. Например, имаме за жал во една структура во една фирма каде што да речеме поише луѓе кај што има вработено, каде што шефот надредените или тие на тие кои што ги носат правилата кажуваат што треба да се работи, но не секогаш луѓето се прифатени така отворено и ајде ќе решиме сега, сакам да биде по моје. Шефот ти вика, извини, ти си на тоа работно место, треба да работиш под моја директива, што јас ќе кажам. А ти само спроведи го сето тоа. Сега што јас ќе кажам, кај многу луѓе им одговара, ама на многу луѓе што се со малце open mindset, не им одговара. Затоа што тука се соочуваат со притисок, нервоза и зависно многу од самото работно место. Мобингот може да трае во текот на работното време, може да биде што е многу поопасен надвор од работното време. Затоа што на работното време најчесто
од нели структурата што е над одредена позиција, ти вика сработи го се тоа, ти работиш под моја директива, тоа ти се јавува и ти го кажува, ти прават секакви промени у табели, да речеме ако работиш со табели, ти прави промена на табели, после ти се јавува те пцуе на телефон. Прво нешто. Те пцуе на телефон. Прашање е дали јас сакам да работам со некој што пцуе. Која е таа работна култура, така? Од старт немаме. Сега треба да се сочиш дали чекаме се што се случува, ова е истовремено исправување. Дали јас сакам да работам со шеф што крева глас. Најчесто у Македонија шефовите се тие што команданти, ја ги викам, кои што они кажуваат што треба и како треба. Ако кажеш ти, чекај малце, може вакова да го направиме, да биде полесно и подобро. Не може, бе, кој си ти да ми кажеш? Тоа е малце во нашата култура е внесено, нашата некултура е тоа. Освен тоа што може да те пцуе на работа и секакви спрепки да ти прави, се соочуваме со еден мобинг кој што ќе биде после работно време. Каде што, например, некои пресметки треба да се направат до крај на месец, да речеме пример директен од кај што со кој што сум работел наши луѓе, кои што они ги прават сите работи, ги средуваат, веруваат дека е добро средено. На крај шефот, нели, све е испратено за плата, пресметки, све е супер, си да хепи дома. Што се случува? У 10 сат вечерта звони шефот. И сега прашање дали да се јавам или не. Но ти како можеби очекуваш дека нешто е те пофалба. Ти се јаваш шефот и те прави мизерија да се чувствуваш. Те прави да се чувствуваш од она што го викаме ние Г, подоли. И ти се запрашуваш, чекај малце, ми се јаваш, ме пцуеш, ми се јаваш у 10 сат навечер, јас сум усред, што се вика, не знаеш што и како правам по дома, ти продолжуваш нештото и другиот ден, или другиот ден е како ништо да не се случило, не иде таа информација за самиот вработен да каже на друг шеф, затоа што тој не го слуша, бидејќи има шеф на глава, ти вика не може ти кај мене, или кај твојот шеф да си поминеш прво, па тоа до мене ќе стигне. Што се случува? Шефот таквата информација нигде не прикажува, но шефот постојано продолжува нештата да ги прави понатака. Што се случува? Секој човек ќе рече чекај малце, ќе се чувствува неубаво, само добро, па ќе му падне висок стрес, ќе ме остави без работа, ќе останам на улица, имам семејство да хранам, што ќе правам? Но продолжува тој процес. Така се влегува во процесот на мобинг, каде што се доживува еден тип на burn-out. Кога еве ние би биле менаџери или шефови или некој од нашите гледачи, кој првиот чекор што треба да го направи за да го подобри менталното здравје на целиот тим, за да функционираат како една целина? Како една целина да функционираат, тоа е едно прекрасно нешто. Ја викам, добро е кога шефот или менаџерите ќе одат од човек на човек и директно ќе се запознаат пред се со нив. Здраво, јас сум тој и тој, вие сте тие, драго ми е што сте тука, ќе учиме заедно, ќе се развиваме, односно не сме менаџери, сме лидери. Сега, ако јас сум како лидер, тогаш ја ќе бидам дел од самиот тим. Не сум шеф, не сум газда, туку сум дел од нив. Помагам. Ја ги викам, ретко се лидери. Има многу шефови. Кога сакаме да се подобри таа работна атмосфера, ја викам, учете од лидерите. Идете на лидерски средби. Учете што е лидер. Пред се лидерот те разбира, пред се лидерот го поминал тешкиот пат, знае како ти е, започнал од нула, започнал сам да го гради нештото, се развивал, имал понатака станал ментор, понатака работа со цел тим. Има разбирање, има сваќање, има позитивен пристап кон тебе. Нова си, да речеме, се соочуваш со нешто ново, ајде дојди да разјасниме, тебе полесно да ти биде, мене полесно. Зошто? Зашто знам дека си научила и мене работата ми се скратила. Многу едноставно. Но човечноста во луѓето е различна. Имаме луѓе со култура, со разбирање, имаме луѓе со култура неразбирање, имаме луѓе некултурни, каде што нема да очекуваш разбирање.
Според вас, на кој начин компаниите можат да создадат пракса и да даваат поголем приоритет и значење на менталното здравје? Кога пред се ќе започнат да се едуцираат менаџментот. Кога ќе научи што е тоа стрес на работно место, како да го намалат стресот на работното место, како сето тоа понатака да го пренесат, а да не го задржуваат на себе си. Зошто? Во ковидот државме многу работилници за стрес. Како да се справат со стресот од ковидот на работните места, затоа што имаше луѓе што работеа онлайн, имаше луѓе кои што идеа на работа со маски цело време. Ќе знам тој период бидејќи наистина имаше многу работилници за стрес. Пред се што се случуваше, едуциравме кадар менаџмент. Супер. Го едуцираш кадар менаџментот, а потоа следат други обуки за стрес на работно место, но во, да речеме, понискиот круг. Сега, менаџерите као менаџерите најчесто доаѓаат, слушај, супер, го зимаат за себе. Но што ја работат? Немаат време тоа да им го пренесат на другиот останат кадар. Значи, по дефолт не се пренесуваат информациите. Но, ако имаме стрес менеджмент на работно место, намалување соработка и така натака, тимбилдинзи за баш наменети за тоа, решавање на конфликти и сето тоа, ќе се добие една подобра структура, ќе се добие една подобра атмосфера, бидејќи сите слушнале таа информација, сите научиле како да се справат со конфликт. Наместо ти конфликтот имаш со колешка, се соочуваш, се карате за било што, не си пренесувате информации, најчесто и тоа, поради не пренос на информација или грешна пренос на информација, нели си ставаат сопки помеѓу, така натака. Место сето тоа да биде, имаме еден ментор или некој тим лидер кој што ги согледува тие нешта и не е пристрасен кон вработените. Сега таа непристрасност се вежба. Така. Да. Сега дали ќе се вежба, треба да се посветиме на тоа. Значи треба една работилница што ќе биде за непристрасност. Како да се справиме со нашите вработени, а да не бидеме внесени, ми се допаѓа оваа, на незе ќе пуштам, тој не ми се допаѓа, види како ме гледа, тој не може да иде напред. Тоа се случува. Дали тоа е пракса, уствари дали давањето приоритет на менталното здравје е пракса кај нас и дали е тоа пракса во Словенија, бидејќи таму живеете, таму работите, како е тој процес таму? Така, кај нас се надевам дека почна да се будат структурите за да почнат да обрнуваат внимание на менталното здравје на своите вработени. Не иде така брзо, не иде така лесно, нели нормално све кај нас е како еден стар воз. Се надевам дека во едниот период самите менаџери на фирми кои што се занимаваат со тој кои што наистина имаат проблеми, или немаат проблеми, но сакаат да го одржат менталното здравје на луѓето, едноставно се викаат стручњаци од тој дел, се прават одредени работилници, се прават неколку работилници со цел да им помогнат како вработените на самото работно место да се справуваат со сето тоа. И што е многу битно, како ти дома кога ќе отидеш да се справиш со стрес, бидејќи се пренесува. Затоа што ти дома ако си изнервиран од партнерот, ќе дојдеш на работа изнервирана, така. Да. Ќе ја пренесеш негативната енергија и потоа колешката ја видеа како е ичне намуштена е цела, што дошла денес на работа. За да го немаме тоа, кога ти дома ќе се справиш на емотивно ниво со проблемите кои што си, го рационализираш, ги средам нештата, кога ќе отидеш на работа, све е подруго. Тоа е веќе јаден материјал, ти само ќе го преглоташ и тоа е тоа. Можам полесно да се справам со нешто. Колку е лесно да се држи таков баланс? Не е тешко, не е ни едноставно. Ме праша за Словенија. Да, Словенија се прават и најчесто тука има колегијалност. Колегијалност во која што пред се културата е на повисоко ниво, кај што имаме поголемо разбирање за нештата. Сепак картите нека бидат отворени, ги кажуваме сега за да немаме скриени проблеми под теписонот, нека се средат директно сега и одма овде. Така да многу проблеми и многу конфликти се разрешуваат сега. Затоа после, да речеме, еден состанок, решен е проблемот, нема што повише да го мислам, идеме напред. Продолжува работата. Колку е поврзан бернаутот со токсичната работна средина? Поврзан е затоа што една токсична работна атмосфера и колку поголем дел од таа токсична атмосфера влијае врз тебе, ти ја примаш како енергија, сето тоа, ти се трудиш, даваш од себе си, влегуваш во еден процес на себе согорување поради одредени
ствари што треба да се задржат, да се изготват, да се средат, веќе кај самите луѓе се јава стрес. На подолг период, токсична атмосфера, вика шефот, се карат колегиве, сето тоа негативно влијае пред се тебе. Имаш стрес, слушаш како конфликтни ситуации, кај тебе се појавува, леле сега што ако влезам во конфликт со онаа особа или онаа, секој ден треба да доаѓам, не сакам да ја гледам, работиш 24, не си средена во своите мисли, не е среден, без разлика машко женско, доаѓаме во еден процес на емотивна, ја пак ќе кажам, оттапено се случува, во кое што веќе работата ја гледам како многу број еден во животот, отколку тоа што е после работа. Се оддавам, работам по 24 сати, работам 48 сати, имам таргет, морам нештата да ги... И така се случува тоа на долг период, кај што луѓето се исцрпуваат, колку и да работиме, значи не е човек донесено 8 сати, се работи, не се работи 12 сати. После 12 сати треба да направиш пауза од 4 сати, 5 сати, треба да преспиеш 2 дена, не иди на работа. Влегуваат во процес на умор. Умор психичка, во кој што им се одразува на физичките, еве имале некои бенефити, ќе одат на фитнес, не ми се на фитнес. На пливање имаат без разлика какви бенефити. Не ми се зошто не сум денес за ништо. Не си денес, не си утре, не си месецов веќе за ништо. Што се случува? Еве влегувам во таа блага депресивна состојба. Значи тоа се веќе сигналите кои што ти укажуваат дека си влезен во една не многу позната за тебе состојба. Стрес, депресија и така се. На тоа ќе се надоврзи нови конфликти што се случуваат во домашна средина, да речеме, влегуваме во еден процес друг, кај што не можеме веќе да станеме од кревет. Не сакам ништо да правам, не ќе да искочам дома, не сакам да идам нигде, не сум функционален, идам на боледување, ама боледувањето веќе трае подолг период. Ти викаат, слушај, иди малце консултирај се, иди на доктор, се ради, не ќе бе, не ми се оди, ќе биде добро, ќе се средам. Идеш на доктор, ти викаат, не ти е ништо. Тука е муабетот дали ќе идеш на психолог или на психијатар. Дали докторот, викам ја првата карика до луѓето, вика кој што треба да разграничи дали си на психолог, треба да идеш дали на психијатар. Кај што тука веќе правиме промена и викаме и на психолог и на психијатар. Нека се процени дали си во одредена фаза. Зашто бърнаутот е една состојба, може да биде многу долга и да премине во една многу подлабока состојба или да заврши многу кратко. За месец, месец и пол, кај што ти стануваш се даваат активности многу едноставни, прошетки, поише издегои да те влечат, кажем, од дома или дружи се, искочи, или едно пиво напи се, пушти се, иди со другарките, види се, искочи од дискотека, малце да направиш промена. Земи боледување, иди еден викенд, иди било каде за Охрид, иди у Грција, кај ти оди, таму оди, полека се враќа самата енергија, кај што ти стануваш и самокритичен и сваќаш, чекам се, што ми се случува на мене? Се луѓето што тоа го препознаваат, се снаоѓаат, брзо излагуваат. Се консултираат, добиваш ти директно практични совети, супер си за недела 2. Ама луѓето кои што се влезени во тој процес и не го препознаваат, значи тоа веќе трае, се доведуваш до една исцрпеност, кај што веќе ти си нефункционален. Не сум функционален на работа. Многу често ќе ми кажат, идам на работа и кога ќе седнам на работното место, доживувам блок. Супер. Колку време трае тој блок? А не знам, може 3-4 сати. Значи нешто се случува. Што е тоа што се случува? Ајде ќе продискутираме за да сватат дека се влезени во некој процес. Покрај во токсична работна средина, бърнаут може да се живее нели во здрава и нормална работна средина. Да. Здрава и нормална работна средина, ако премногу, како што кажав, се оддадеме на работата и работиме 24 сати. Дали доколку работиме од дома, еве го споменавте и ковид периодот, но и ден денес свесни сме дека има многу луѓе кои што работат од дома, дали може да почувствува токсична работна средина кога работат од дома, во смисла на однос на нивните колеги, Да. и да доживеат бърнаут? Може да доживеат стрес, може да доживеат нормално, дали си на работа директно вклучен или си онлайн, околината ти е компјутерот, ништо друго,
Што е негативно? Немаш директен контакт со луѓето. Мгм. Не ги гледаш, односно само со камера. Се гледаме на компјутер. Немаш со кој да си промоабетиш. Стануваш, што преш, одиш до фрижидерот, се враќаш назад. Идеш, се шеташ низ куќата, тука многу поише луѓето работат и не излегуваат надвор, отколку кога се во ситуација да работат со колегите. Зошто? Ај да 5 минути на пауза, супер, правиш промена. Мгм. Излегувам, ги одмарам и очите, се движам, не сум на компјутер цело време. Се исправивме се. Да. Данес, и самиот муабет заборавме. Излегуваат, се шетаат, се движат, се комуникација директна, што е доста позитивно влијае врз самиот мозок. Мгм. Така. Сега, доживувањето на бърнаут се случува да се случи во домашни околности, ако има луѓе кои што не сакаат да работат со никој, кои што сакаат сами да си ја работат својата работа 24 на компјутер, они си се одговорни за одредени проекти, они самите себе си се притискаат нештото да го завршат во одредени рокови, без разлика што не е тој зададен рок што е во нивната глава, туку они се притискаат нешто дека може, но и мора нештото да го доживеат, да го завршат тогаш кога они сакаат. Мгм. Кај такви луѓе можно е да се појават одредени симптоми на бърнаут и доколку го продолжат да ќе влезат во бърнаут, затоа што не само што работат 24 сати, познавам луѓе кои што работат и по 48 сати, Мгм. па ќе легнат да дремнат 2-3 сати, 4-5, ама после 48 сати ти на компјутер со твоите очи пред се случува. Стануваат суви, сето тоа влијае таа светлината, што се доживува кај што малце спијат. Мгм. Па ќе се врати назад. Ајде нови 12 сати, морам ова, сега е крај, си играат многу пари у игра и така натака. И сето тоа на долг рок, тоа нема да заврши брзо. Нема да заврши добро. Така. Имаше доста случаи кои што во работата на само дома работата, кај што најчесто беше кај машките, кои што се соочував и работев директно со нив, кои што беа влезени во сам бърнаут, почесто се од информатичката струка, Мгм. што се. Така да се случува. Како вие психолозите им помагате на своите клиенти кои се соочуваат со токсична работна средина? Се насмеам, спремен муабет. Работиме на тоа да ги препознаат пред се симптомите, да станат критични, да пробаат сами да го најдат решението и тоа е работа нивна, да го најдат самото решението. Ние барем ги водиме низ патот, ги соочуваме со нивната реалност и што е тоа што се случува со нив, што е тоа што може би и во иднина ако продолжат по истиот пат, многу полошо ќе се случува. Односно, им даваме нешто на огледало. Види тебе што ти се случува. Сакаш да бидеш тоа што ова сега ти го прикажувам? Па не, тогаш стануваат свесни. Мгм. Тогаш стануваат свесни и самите знаат што е добро веќе. Зборам со особи кои што се млади, кои што размислуваат, кои што го живеат нели животот на младите, кои што кај нив критичноста е задржана, кои што ја развиваат нели. Се уште, но не и за оние особи кои што се веќе критичноста добро се. Тоа се одредени патологии кои што немаме критичност, тоа е тотално друго нешто. Значи самите себе наоѓаме решенија како да се подобри нивната состојба, што да практикуваат секојдневно, како нешто да го направат да биде за нив полесно. Ја верувам дека они за многу кратко време ги прават промени. Мгм. Но им даваме домашни, да речеме. Ја најчесто, бидејќи ја работам тој дел, обожавам домашни им давам, преку самите домашни што ги прават, што ги работат, они се веќе и на следниот час кажано се веќе и подобри, завршено е сето тоа, идеме напред супер. Брзо ќе се излезе Мгм. состојбата, не се секире бидејќи тоа е само нешто што кратко трае. На секој ја верувам дека секој втор денес влегол во нешто такво. Мгм. Како им помагате да ги надминат стравовите кога нели даваат отказ од токсична работна средина и одат во нова непозната средина? Ја кажам, стравот е само нешто што треба да се насочи, што те плаши направи го, бидејќи верувам дека ќе го надминеш и дека секоја нова работна атмосфера само ти ќе научиш и ќе се развиеш пред се како личност, ќе се запрашаш дали јас наистина сакам ова да го работам, дали јас сум дел од тоа, дали задоволувам некои мои вредности Мгм. со оваа работа нова што ќе ја работам и крај крајшто па ако не се свија, не си има. Ваши препораки и стратегии со кои може да се зачува менталното здравје на работно место? На работно место.
се чуе во пред се дома менталното здравје. Па на работа ќе биде многу по-релакс, многу поопуштен, бидејќи ако од дома ми стојат 10 активности, 15 што треба да ги завршиш, како таскови во текот на денот, трчаш и така натака, на работа нема да бидеш насочен. Ќе бидеш повише дома насочен, односно кон домашните обавези. Задржи го менталното место на работа со што градење на здрави релации, здрави односи меѓучовечки, зголемија културата на општата култура. Она што се обидуваат фирмите да ја изградат култура на самата фирма. И слушај во својот колега. Не сите сакаат да се отворат пред други луѓе, сакаат да споделуваат. Задржи го твојот интегритет, без разлика што има шеф на глави, тој е човек. Тоа не значи да ќутиш, туку да му пристапиш на многу убав начин, културен начин, да проба да те разбере зошто моментално ти не си функционален, што со тебе се случува, затоа што сите сме ние од месо. Сите поминуваме из различни периоди од животот и ја верувам дека со една здрава комуникација, верувам со една љубезен однос кон сите, кон почит и разбирање кон секој, ја верувам дека сите ќе те сакат на фирма. И за крај би сакала да ве замолам да ја кажете вашата издиши се порака кон нашите гледачи, како да се зачува целокупното ментално здравје во денешно време. Не го држи у себе си, кажи си го што имаш да си кажеш, издиши се. Доколку нешто ти се случува, разговарај. Што е најбитно, разговарај затоа што не секогаш, дури ние психолозите, имаме решение сами за себе, бидејќи и ние знаеме да влеземе низ секојдневието во одредени состојби, прашања и така натака, се соочуваме со реалноста, стресови и така натака, но подобре разговарај отколку да го чуваш у себе си. Ова посебно се однесува за машкиот пол. Разговарај со психолог, нема ништо страшно на тоа. И бите ви благодарам на гостувањето. Благодарам и на вас, навистина ми е пријатно. Се надевам ќе се видиме во третата ваша сезона. Секако, фала ви многу. А вас, драги гледачи, би сакала да ве потсетам дека може да го користите кодот за попуст при закажување на разговор со било кој психолог достапен на платформата разговор.мк. За да може да го искористите кодот со 15% попуст, ќе мора да ја симнете апликацијата Разговор.мк на вашите мобилни уреди и при резервацијата да го запишете кодот издиши се 15. Кодот ќе ви го оставам и во описот на оваа епизода. Во меѓувреме, продолжете да не следите и да се грижите за вашето ментално здравје.